На Канал 8 добродојдовте. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и градоначалникот Николчо Илиев направија увид во текот на градежните работи за реконструкција на булеварот Теодосија Паунов во Кочани. Беше најавено дека по изградбата на 5 кружни текови наскоро ќе почне обновувањето на асфалтот на левата коловозна лента. Градежните работи за завршување на 2 од 5 планирани кружни текови на булеварот Теодосија Паунов се одвиваат интензивно и веќе се надзира завршниот изглед. Увид во текот на реконструкцијата на оваа сообраќајница направија министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и градоначалникот Николчо Илиев. При тоа беше најавено дека предстои рехабилитација и на коловозот од левата страна во должина од околу 1,5 километар. Целата инвестиција се реализира со поддршка од државниот буџет, а со своји средства учествува и општина Кочани. Денес имаме еден убав проект кој што го видовме, а тоа е регулација на цел еден булевар со 5 кружни текови, каде што централната влада даде поддршка на општина Кочани од 6 милиони денари. Остатокот од средствата ги обезбеди општината и ова е пример како партнерски се работи за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Знам дека во Кочани вака никогаш не се градело. Знам дека ова е навистина убав период за градот, кој што се гледа дека сите проекти кои што со години тлееле, стоеле и нереализирани денеска се веќе во фаза на реализација. Овие кружни текови значат не само регулирање на сообраќајот, значат и безбедност. Замислете колку само ќе помогнат овие кружни текови или овие средства вложени во кружни текови, доколку се избегнат одредени сообраќајни незгоди, доколку нашите граѓани, пешаците се побезбедни, и тоа е суштината и целта на сите овие проекти кои што ги правиме. Бочварски додаде дека за овој булевар општина Кочани е влезена во првиот повик и е избран изведувач преку програмата на Светска банка, а Министерството дава поддршка со која во наредните денови ќе се постави нов асфалт на коловозот, како и на уште 2 улици во градот. Градоначалникот Илиев потенцираше дека со поддршка од владиниот буџет досега во Кочани се реализирани поголем број инфраструктурни зафати кои имаат капитално значење. По овој булевар се движат доста возила, доста е прометен и има многу вкрстување на улици споредни кои навистина заради безбедноста, односно заради поминувањето преку булеварот, беше доста небезбеден и имаше токму на овој дел и често пати сообраќајки со поголеми материјални штети. Освен поддршката за изградба на овие кружни текови, помогна, односно целосно ја поддржа реконструкцијата на десниот крак, сега како што стоиме на булеварот Теодосија Паунов, од овде па до полициската станица во градот Кочани со изградба на тротоар исто од едната страна, што значително ќе се подобри квалитетот и состојбата на оваа сообраќајница. Исто така, почетокот на градбата односно реконструкцијата на овој патен на овај дел од булеварот очекуваме да започне во наредните неколку денови, зависи од изведувачот, тој е воведен во работа и по најавите дека тоа ќе се случи во понеделник. Со поддршка од владата предстои реконструкција и поставување нов асфалт на улиците Гошо Викентиев и Раде Кратовче, за што е објавен повик за избор на изведувач на работите. Министерот Бочварски додаде дека наскоро ќе почне реализација на проектот за изградба на објекти за сместување на семејствата од руинираната стара касарна во Кочани, како и проектот за изградба на трета зграда со 35 станови наменета за семејства од социјално ранливите категории. Јавна расправа за подобрување на предизборните програми на политичките партии се одржа во Кочани, при што присуствуваа представници од локалните партиски ограноци, од невладиниот сектор и граѓани. Беше речено дека е неопходно локалните политики во предизборниот процес да се прилагодат на потребите на граѓаните. Членови на локалните органоци на политичките партии, представници од повеќе граѓански здруженија и граѓани од Кочани одржаа јавна расправа за подобрување на партиските изборни програми и нивно поголемо приближување до јавниот интерес. Дебатата е дел од проектот поддршка на изборни реформи на Швајцарската агенција за развој и соработка, а што го спроведува Меѓународната фондација за изборни системи во партнерство со Националниот младински совет на Македонија. Носител на активностите во Кочани е невладиното здружение Центар за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина.
Ова активност е дел од овој проект, каде што нели како главна цел ја има инклузивноста на изборните програми, на изборните процеси, како да се дојде, посебен акцент има до тоа како да се дојде до изборна програма која што ќе биде произлезена од населението и која ќе ги задоволува потребите на целокупното население. Заклучоците од состанокот ќе бидат доставени до главните носители на проектот, со што на партиципативна основа ќе можат да се вклучат ставовите на нашите граѓани при креирањето на локалните политики. Во рамки на проектот планирано е да се организираат уште 2 јавни дебати на секои 3 месеци по една. При тоа ќе се разговара на однапред утврдена тема. Локалната самоуправа на Кочани годинава ќе стипендира каратистката Мартина Шахинова, откако претходно објави конкурс за подршка на млад спортист. Целта е да се помогне во понатамошната спортска кариера за оние кои ја представуваат општината и на државно и на меѓународно ниво. Каратистката Мартина Шахинова, членка на карате клубот Партизан од Кочани и државна репрезентативка, ја доби стипендијата за спортист Спортска надеж, што ја доделува општина Кочани за спортски резултати што се постигнати во претходната година. Пријавата на Шахинова била единствена на конкурсот што го објави општина Кочани. Од таму истакнуваат дека причината за недоволниот одзив е влијанието на здравствената криза, која предизвика застој во редовните спортски активности и надпреварувања. Во периодот пред почетокот на пандемијата од COVID-19, во 2020 година Шахинова учествуваше на Европското првенство во Будимпешта. Исто така освои второ место на меѓународен надпревар во Србија, а го доби и националното спортско признание Спортска надеж. Шахинова во 2020 година беше прогласена за трета јуниорка во карате на Карате Федерацијата на Македонија, а минатата година беше избрана и за спортист на Кочани, стои во образложението за доделување на стипендијата. Во период од 6 месеци, Шахинова ќе биде стипендирана со месечен износ од по 3000 денари, што се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Општинската стипендија за спортист Спортска надеж е со цел да ги поттикнува младите од Кочани да спортуваат и да остваруваат значајни спортски резултати. Онлайн тркалезна маса по повод 100 години од раѓањето на Блаже Конески се одржа во Скопје. Во одбележувањето на значајниот јубилеј преку рецитали за неговото творештво и соучество на литературни конкурси ќе се вклучат и кочанските училишта. Генералното собрание на Обединетите нации ја прогласи 2021 година за меѓународна година на мирот и довербата, а Министерството за образование и наука во склоп на оваа меѓународна програма се вклучи со програма за одбележување на големиот јубилеј 100 години од раѓањето на еден од великаните на македонската култура Блаже Конески. Тоа што 2021 заслужено е посветена година на Конески, го поздравуваат и професорите по македонски јазик и литература од Кочани, кои што со низа активности се вклучуваат во одбележувањето. За делата на Конески, посебно во создавањето на современиот македонски литературен јазик и неговата кодификација, никогаш не е доволно да се зборува и ме радува што оваа година е посветена во негова чест. Тој е роден на 19 декември 1921 година во Небрегово при Лепско, а умрел 1993 година во Скопје. Конески е творецот на студиите по македонистика на Скопскиот универзитет, првиот председател на Македонската академија на науките и уметностите и еден од основачите на Друштвото на писатели на Македонија, кога ќе стане негов прв председател. Тој преку создавањето на граматиката на современиот македонски јазик, составувањето на правописот на македонскиот литературен јазик и соуредувањето на речникот на македонскиот јазик ги затврсни темелите на современиот македонски литературен јазик, кој веќе 75 години се разоградува. По тој повод, но за жал во услови во кои веќе цела година живееме и ние како училиште ќе се вклучиме во одбележувањето преку рецитали од неговото творештво и соучество на литературни конкурси во негова чест. За крај на оваа моја изјава би сакала да ја завршам со мислата кажана од великанот Блаже Конески. За нас, повеќе отколку за сите други во светот,
и јазикот представува со се што е на него создадено како говорен и пишуван текст најголемо приближување до идеалната татковина. Тој е заправо единствената наша комплетна татковина. Вечна му слава и се надевам дека оваа година достојно ќе одбележиме во негова чест. На ниво на држава, Министерството за образование и наука распиша ликовен и литературен конкурс на кој може да учествуваат ученици од сите училишта од државата. Стојменова рече дека во литературните конкурси ќе се вклучат ученици од кочанските училишта, а темата секако е поврзана со одбележувањето на јубилеот посветен на Конески. Во соработка со Рускиот центар при Универзитетот Свети Кирил и Методи, меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, се одржа тркалезна маса на тема Конески, мостот што ги поврзува македонските и руските слависти, во чест на големиот јубилеј. Настанот се одржува како дел од програмата на манифестацијата 2021 година во чест на Блаже Конески, која се одвива под покровителство на председателот Стево Пендаровски, Министерството за култура во соработка со Министерството за образование и наука. Осумдесет хуманитарни пакети додели Општинската организација на Црвениот крст од Виница на социјално загрозените граѓани во општината. Активноста е во склоп на одбележувањето на Денот на крводарителството и Црвениот крст 17 март. 17 март, меѓународниот ден на Црвениот крст и 76 години од основањето, 26 години од полноправно членство во Меѓународната федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина. Датум кој го одбележува постоењето, действувањето, а воедно и успехот на сите волонтери, вработени, подржувачи и безброј активисти кои овозможија оваа организација да обстојува толку време низ годините, со активности беше одбележан и во Виница. Општинската организација на Црвен крст Виница со помош на волонтери додели 80 пакети на социјално загрозени семејства во општината. Исто така, во рамките на проектот Активности за одговор на COVID-19 во Република Северна Македонија, подржан од Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина, во периодот од 12 до 14 март, во Струга се одржа работилница за развој на концептот за Тим Македонија при Црвениот крст, каде на Црвен крст Виница му беше доделено признание за исполнет план на крводарителство во 2020 година. Општина Виница и градоначалникот Ивица Димитров ја подржуваат работата на Црвениот крст во општината, како со финансиски средства, така и со меѓусебно обслужување во делот на програмата која ја имаат, при што општина Виница и понатаму го носи епитетот најхуман град во државата. Традицијата налага на Тодорова сабота нововенчаните невести со своите свекрави или мајки да одат на црква и да ги запалат свадбените свеќи за здравје и пород, да се поклонат на иконата на светиот Теодор Тирон. Од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорѓе во Кочани ги покануваат да дојдат на литургија по повод празникот в сабота на 20 март. Оваа година, поради пандемијата, бројот на невести е мал, од причина што COVID-19 го намали и бројот на венчавки. Невестите под рака со своите свекрави на денот Тодорова сабота секоја година го полнат Кочанскиот православен храм Свети Великомаченик Ѓорги. Оние кои што стапиле во брак од минатата Тодорова сабота до оваа, одат на црква, месат погача за здравје и ги палат свеќите од венчавката. За здравје се поклонуваат пред светителот, а свештениците им читаат молитви за успешен брак и здрав пород. Годинава поради пандемијата има помалку невести, бидејќи COVID-19 го намали бројот на венчавки. Но како и да е, свештениците со потсетување да дојдат в црква на Тодорова сабота или петок на вечерната богослужба. Во овие крај што постои еден убав обичај токму на овој ден, дали во петокот вечерта или во саботата на самата литургија, нововенчаните невести заедно со своите ближни роднини пријатели доаѓаат во храмот, каде што им се чита разрешителна молитва и сите оние кои што иако во помал број поради актуелната ситуација со пандемијата, имавме помалку венчавки, сите оние кои што овој период ја извршија светата тајна венчање ги покануваме на заедничка богослужба. Свештениците повторно потсетија дека за време на постите може да се причести секој кој што е исповедан и кој има благослов од духовник.
апелираме оние кои што се без соодветна подготовка, кои што немаат благослов од својот духовен отец или не се подготвили за достојно да пристапат кон светата тајна причест, да не пристапуваат. А нели сите оние кои што се подготвени, кои што имаат благослов, слободно можат да пристапат. Ова нешто го кажуваме неколку години наназад, но се додека нели не се научиме на восстановениот ред од Светата православна црква, ќе се повторуваме и замолуваме, пак ќе кажам, сите оние кои не се подготвени да не пристапуваат. Инаку празникот посветен на Свети Теодор Тирон за многу семејства представува семена слава, бидејќи култот кон светителот доста е раширен во нашите простори. Во православниот храм Свети Великомачени Ѓорги додаваат дека за време на великденските пости, секој петок со почеток во 16 часот се чита акатист, а секој петок и недела и празници се служат свети божествени литургии. Почитувани, современската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.